Тетовското јаболко, иако е надалеку прочуено по својот квалитет, од година в година го има на се помалку насади. Жално е, велат производителите, што и покрај одличната клима и почва во Тетовско, интересот за одгледување јаболка опаѓа. Петре Златановски од Седларце целиот живот и го посветил на јаболката. Со годините, вели, се потешко, слаба откупна цена, големи трошоци за производство, многу вложен труд, разбирање, работа. Но традицијата на одгледување на јаболка ја продолжува исклучиво поради љубовта и посветеноста на професијата. Сега е моментално лошо. Лошо. И гледам некои колеги и тоа, многу луѓе ги корна овошарниците. Затоа што немамо сметка, се плача и ова. Тоа ја добро, уште се толерирам, ќе издржимо и ова и она. Давачката е голема, него традицијата не сакам да напуштим. Упорноста и ќефот и мерекот тоа го прават. Тоа го прават. Имамо све агротехнички мерки, наводнување, резидби. За враќање на интересот за одгледување јаболка може да помогне државата, вели Златановски. Овој бизнис бара многу време, пари и посветување, за што треба да се има поддршка. Сепак ќе продолжат да вложуваат за да добиваат и квалитет. Овде кај нас у Тетово, ај у Тетово да кажеме у Македонија, некои стари сорти, стари садници, некои подлоги, како да ви кажем, 106-ка ми е, овја подлоги на 1 метро што се сада економични. Многу често, многу квалитет иде, ама заista садницата па дебело га плаќамо од Холандија. Носа во Скопје и преку ургенција, преку она и само холандски садници земамо. Само холандско, друго не иде у обзир. Не иде у обзир, тие се заista стручнаци у светот и ние ги цениме у квалитетот и сортата. Златен и црвен делишес, ајдарет, јоногол, тетовка. Во хектар и половина насади, Златановски има од сите сорти на јаболка. Но по квалитет и вкус, вели, најпосебна е тетовката, која најдобро успева во Тетовско, но и држи најголема цена. Добро ќе биде, вели, да се заштити и да се промовира, за да се најде и на трпезите ширум светот.